Денес православната црква ги празнува светиот пророк Самуил, свештеномаченикот Филип, епископ Ираклиски со свештеникот Север и ѓаконот Хермес. Светиот пророк Самуил, 15-ти и последен судија израелски, живеел 1100 години пред Христа, роден од племето Левиино од родителите Елкан и Ана, во местото Рама или Ариматеа, каде што подоцна се родил и благообразниот Јосиф. Неродилката Ана со солзи го испросила Самуила од Бога и го посветила на Бога кога наполнил 3 години. Живејќи во Силоам, кај ковчегот на заветот, Самуил во 12-тата година имал вистинско откровение од Бога за казната што му предстоела на домот на првосвештеникот Илија поради расипаноста на неговите синови Офни и Финес. Тоа откровение наскоро и се случило. Филистејците ги покорили израилците, ги убиле двајцата синови на Илија и го заплениле ковчегот на заветот. Кога гласникот му ја соопштил оваа несреќа на Илија, овој паднал мртов на земја и издивнал во 98-та година од староста. А тоа истото се случило и со неговата снаа, жената на Финес. Од тогаш 20 години израилците им биле робови на филистејците. После тој рок, Бог му го испратил Самуила на народот да проповеда покаяние, ако сака да се спаси од своите непријатели. И народот се покајал и ги отфрлил тугите идоли на кои им служел и го признал Самуила како пророк, свештеник и судија. Тогаш Самуил тргнал со војската против филистејците и со помошта Божја ги избришал и ги убил и ја ослободил земјата и народот. Потоа Самуил му судел мирно на својот народ до староста. Гледајќи го остарен, народот му рекол да им постави цар на негово место. Залудно Самуил го одвраќал народот од тоа, зборувајќи му дека Бог е единиот нивен цар. Но народот останал при своето барање. Иако ова барање му било немило на Бога, Бог му наредил на Самуила да им го помаже за цар Саула, синот Кисов, од племето Венијаминово. Саул царувал кратко време. Бог го отфрлил поради дрскоста и непослушноста, па му наредил на Самуила да го помажал Давид Јесеев за цар на место Саула. Пред својата смрт Самуил го собрал сиот народ и се опростил од него. А кога умрел, по него плачел целиот Израел и го погребале чесно во неговиот дом во Рама. Поуки од светите отци. Пред тајната на човекот, секоја љубов во себе содржи одговорност. Затоа потребна е непоколеблива вера. Таква вера што е во состојба да ја види тајната на човекот. Таа тајна неможно е да биде видена со видот, со очите. Митрополит Антони Блум. Свештеномаченикот Филип, епископ Ираклиски, со свештеникот Север и ѓаконот Хермес. По се изгледа дека биле словени. Му служеле на Бога во Тракија и прво таму биле предадени на маки за Христа. Кога незнабожците јурнале да ја запалат христијанската црква, храбриот Филип му рекол на нивниот старешина: "Мислиш ли ти дека е Бог затворен во Карпи? Он живее во срцата. Храмот бил разорен, сите книги биле запалени, а овие свештеници биле одведени во Едрене, каде што после самувањето им маките биле фрлени полуизгорени во реката Марица. Уште 38 христијани маченички завршиле со нив. Се мисли дека пострадале во времето на Диоклецијан."
Pouki од светите отци. Потребно е да почекате. Бог делува, но тој има свој собствен ритам. Бог делува трпеливо и природата исто така. Цветот ќе се отвори кога ќе дојде времето. Се менува, но со сосема поинакво темпо од она на кое нашето избезумено општество се навикнало. Оваа трчаница, оваа паника, овој бран што сите нас не прави толку забрзани, воопшто не го допира Бога. Бог не влегува во оваа луда ритмика, тој се движи во ритамот на својата љубов и на своето трпение. Старец Нектарий Виталис. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Pouki од светите отци. Еве, јас сум патриарх. Тоа не значи дека се знам и дека во ништо не грешам. Кога ќе се појави проблем, можам да ги прашам другите луѓе, да ги сослушам нивните аргументи. Ќе прашам и искушеник, и дете, и свештеник, и владика. Така треба да постапуваме, да го сослушаме другиот човек и трошка по трошка да дојдеме до вистината. Човек што има доверба само во себе, во својата волја и во своите размислувања, многу често и греши. Патриарх грузиски Илија. Благослови